Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е универзитетскиот професор по етика Дејан Донев. Професоре, да позборуваме малку за поделеноста во општеството. Последиците ги гледаме насекаде околу нас. Во обичен разговор помеѓу две тетки во малско дуќанче, помеѓу соседи, помеѓу колеги на работа и така натаму. Што ни зборува таквата поделеност и колку таа може да биде опасна за едно општество? Прво и основно, од позадина на напред. Де факто она може да биде опасна, затоа што се работи за поделеност, а не за сплотеност. Идејата на човечкиот живот е да живее заедно, не да живее одвоено. Она е, аристотеловски кажано, за он политикон, социјабилно и социјално суштество, кое што мора да има со кого да комуницира. Така што тој облик на поделеност кој го чувствуваме насекаде и во однос на секого е опасна работа. Убави примери, убави илустрации, најдовте, само го заборавивте и најважниот, каде што супругата е во една партија, а мажот е во друга. Што заради користа, што заради користолюбието, не заради користа, нели? Па се до децата, каде што едниот вели гласа и за овој заради екстерно или во однос на другиот. Во секој случај не нуди ништо добро таа поделеност, меѓутоа укажува на една страшна работа. А таа страшна работа е што поделеноста се јавува, односно е последица на нешто, а ние треба да ги бараме причините. Каде е недостатокот, односно абнормалноста во сето? Немаме систем од вредности. Ние сме општество во кое што парадоксално, но пред 25-6 години се тепавме онаа као да сме самостојни, да си бидеме држава своји на своето, односно потрагата и борбата по слобода, дојдовме во ситуација пред 20 кусур години, ја издвојувавме, сега што со неа. Тоа е нашиот клучен проблем. Штом не знаете што со слободата, вие фактички напуштате еден систем на вредности, а со нов не доаѓате. Поделеноста е директно резултат на немањето на таа аксиолошка скала, која пред која вредност и која е основната, а која е врвната, кон која тендираме. Во такви услови криминогени структури може да ви пропишуваат какви сакаат вредности и да ви ги наложуваат. Од трето дете, од седмо поколение, од перфектно здравство, од пропаднато, не знам што. Значи, сите можете тогаш да ги извадите како вредности и од нив да направите норми. Затоа што и онака живеете во хаотичен свет во кој што не се знае што е што, односно ништо не е на свое место. Ние станавме мајстори во релативизацијата. Да, ние сме такви, но и вие не бевте поинакви. Значи, се нешто се релативизира. Во тој еден искривен систем на вредности кој што овдека функционира, можно ли е и како да се вратиме на вистинскиот пат? Многу едноставно е враќањето на вистинскиот пат. Ако пред 20 кусур години се тепавте да имате слобода, преведено, што значи напуштате еден систем кој што е социјалистички, беше социјалистички и влегувате со желба за ново општество, демократија и така натаму, тогаш на тацна ви е сервирано. Без Аристотел, без Кант нема демократија. Нема граѓанско општество. Они се татковци, родоначалници на граѓанската етика и морал. И кај нив има вредности. Едноставно требаше да се превземат, културолошки да се адаптираат кај нас, и да тргне работата на позитивно нешто. Кај нас, прво, кој слушнал, кој не слушнал, од оној што слушнал, полу од нив не разбрале, а на крајот третата категорија вели ова е тешко, па зошто сега кога можам ја наспрем другите? Зошто да не го правам тоа? И таа релативизација веќе во сите сегменти почна. Насекаде. И нормално е, во наводници, да се практикува. Зошто? Затоа што вие дома може да го учите вашето дете на она што е добро, она што е исправно и така натаму, согласно вредносните ориентири кои ги знаеме. Или од претходниот систем, или уште подлабоко ги чувствуваме, кантовски кажано, ги чувствуваме од внатрешноста, како должност, не како обврска. И така може да го воспитуваат. Кој ќе излезе на улица, тотален хаос. И он вели, или сум ја будала, или си ти будала. Ти не знаеш мене што ми зборуваш, а ја би бил будала ако почнам да го практикувам тоа на кое ти ме учиш. Затоа што светот надвор не кореспондира со онаа за што зборувавме дома. И најголемиот проблем се чини кај нас е тој. Зошто? Затоа што најголемиот импакт, оваа несразмерност, несоодност, немање соодност на онаа за што зборуваме и реалноста, доведува до конфликт. И кај личноста, меѓутоа најмногу во семејната, социјалната, односно семејната етика.
Што е најбитно за едно општество? Кој е нуклеусот? Семејството. Ако семејството го разорите, а го разорувате на овој начин, што очекувате подоцна да имате од тоа општество? Дали е воопшто возможно да се биде слободен и индивидуален во едно општество во кое што сите припаѓаат на некакви групи? Или сте ваму, или сте таму, или сте патриоти, или сте предавници, или сакате ваква или поинаква Македонија, каде што други ви диктираат и ви кажуваат што треба да правите и како да размислувате? Во ваков измешан свет, а ние го нарекуваме демократија, ова не е демократија. Ова е некој си квази облик на демократија во економска смисла, грабализам, а не неолиберализам и така натаму, односно се она што ви одговара додека сте таму горе, каде што се носат тие битни одлуки, не продуцира демократско општество. А демократското општество за него е најбитно дека почива на онаа што во старт го кажавте. Индивидуата како таква и второ, слободната личност. Затоа што тие две работи, да, се возможни, ама во демократија. Сега не го барајте идеалниот модел на демократија, таков не постои никаде во свет. Тоа е тенденција кон подобро општество. Или метаморфозирање на демократијата со тенденција кон подобро, не кон полошо. И сега, да се вратам на првата теза од преска, ако после 25-6 години се уште не знаете што е демократија и уопште немате поима на кај одите, логично е да имате поделено, логично е да имате хаотично, логично е да имате општество во кое, пазете, немате вредности, што значи луѓето не се обиденуваат околу нешто. Они се обиденуваат кому како одговара. Знаете, ако се собрале 10, 11-тиот вели ја да не страдам, одам и јас. И заради тоа е таа подвоеност. Подобро е со мнозинството отколку со малцинството. Без оглед на ставот, на тезата и така натаму. Да не изборуваме што тука имате, особено преку медиумите, пласирање на страшни манипулации, доктринации, спинување и така натаму, кои што уште повеќе го засилуваат тоа и во еден таков мрак, да се вратам на митот со пештерата на Платон. Ако вистината нели е сонцето и од пештерата излезете кон вистината и при тоа не ослепете, вие имате, бидејќи сте социјално суштество, нели, се обидувате да се вратите у пештерата на другите да им кажете, ало, надворе вистината, надворе сонцето, шо седите и гледате сенки? Они ќе ве убијат. Имам чувство дека станавме нетолерантни кон различното мислење. Не само што луѓето не сакаат да го прифатат вашето мислење ако е поразлично, туку воопшто не сакаат ни да го слушнат. И тоа оди до еден степен на омраза, на користење на говор на омраза, кој што се почесто го гледаме, барем на социјалните мрежи. Каде е границата помеѓу слободата на говор и говорот на омраза? Станавме нетолерантни, а можевме и бевме многу толерантни. Значи, ако Западот доаѓаше последните 20 години и ни држеше лекции за мултикултурално општество, ние можевме претходно да му држиме нему. Затоа што кај нас не е проблем со турците, србите, ромите и останатите. Кај нас проблемот е сегаш не албанците и македонците. Најистакнато и најбројността. И тука е секогаш подгревање на вчерашниот ручек. Секогаш е тука може да прокрачка, пласирај го, он ќе го направи нели своето и ќе излечете она што ви треба, на помала врата, на поголема и така натаму. Ама ја мислам дека е време да се свестиме дека тоа не може така да функционира. Зошто? Затоа што до тој степен имаме небулози, сега имаме протести на кои што нели се протестира против некоја си така наречена тиранска, не знам каква платформа, декларација, а при тоа велат ние не ве мразиме вас. Чекайте, ако некому му кажете, јас сум против таа платформа. И во таа платформа јасно кажувате дека он не смее да учи на свој јазик, он не смее ова, он не смее она третото да го прави. Па како тој да седи со вас да живее и да прави? Значи, тоа е лицемерие. А можевме да бидеме толерантни и бевме толерантни затоа што Балканот е познат како место на разумот, односно место на дијалогот. Тоа е Сократ. Ние сме познати по толеранцијата, односно по дијалогот. И сега како тоа наеднаш исчезна? Многу едноставно. Превземете го римското раздели па владај, само што тоа најчесто се користи помеѓу непријатели надвор од територијата на која живеете. А ние сега на домашен терен фудбал си играме со тоа. Што е погубно. Дивере ет импере. Не можеш така да ги гледаш стварите.
Затоа што 50, 70, 100 години најмалце си живеел со тие луѓе, неколку генерации, сте пиеле кафе и сега како утре се бајле ќе излезете и ќе му кажете комшо, прости ми, ама од денес нема ја и ти да пиеме кафе, односно ја и ти нема да се дружи. Зошто ти си албанец, јас сум македонец. Секој за своето. Или ќе правиме етнички чисти средини. Тоа не е можно. Не е можно да направите енклави чисти. Никаде тоа во светот го нема. Нема да биде ни овде. Идејата е како на предизвикот да одговорите и да се носите со него. А со животот, сите декларативно берем, со животот, толеранцијата, бла, бла, бла и така нато. Меѓутоа, праксата покажува дека не е баш така. Слободата на говорот во таа смисла, да, ама кога зборувате за факти и со факти, кога е тоа вистинито, ама кога се обидувате да пласирате дезинформација, да искривувате мислење, манипулација, нормално е да... нормално. Во некој случај тоа не е нормално. Меѓутоа е логички след дека ќе се јави говорот на омрза. А во еден говор на омрза последиците се повеќе од кобни, не за поединец од група, за целото општество. Мора да се научите дека мултикултурализмот ќе функционира согласно на оној модел кој што ќе ги прифати и обработи овие предизвици. Односно, ќе создаде клима во која што моето јас, твоето јас и така натаму ќе создава таа целина на живот. А овакви екстремни случаи нема ни за долго да живеат, нити пак е реално да може да живеат. Професоре Донев, ви благодарам за разговорот. Нема зошто, секоја прилика. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. До гледање за една недела.